За развојот на општините на сите полиња, како и за развојот на планските региони во државата, за искористеноста на можностите и ресурсите со кои располагаат, како и за поддршката која ја добиваат општините. Денеска разговараме со заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов. Господине Пренџов, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добар ден, добре ве најдов и благодарам за можноста да можеме да ги презентираме проектите на локална самоуправа пред одека Битолчеви и целиот Битолски регион. Да започнеме за она што е најважно за овој регион, а тоа е прекуграничната соработка со Република Грција за искористување на европски средства. Да, значи прекуграничната соработка со Грција е дел од ИПА-2 програмата, инаку целата ИПА-2 програма е во вредност од 642 милиони евра, од кои што ние како локална самоуправа координираме некаде околу 100 милиони евра, кои што се наменети за прекугранична соработка на општините кои што се граничат со сите соседни држави на Република Македонија, и плюс од оваа година ново е тоа што сме вклучени во транснационалната програма за прекугранична соработка, се вика Балкан Медитеран. Тука е вклучен плюс и Кипар, така да очекуваме дополнителни средства кои што им стојат на располагање на општините. Прекуграничната соработка со Република Грција, значи трае првиот повик, трае до некаде крајот на месец март. Право на учество имаат сите невладини организации, непрофитни организации, тука пред се мислам на единиците на локална самоуправа на општините, понатаму Центарот за развој на планскиот регион, сите основни училишта, средни училишта, градинки, понатаму домови на култура, музеи, здравствени установи, и очекувам да ја промовираме целата оваа активност за што е можно повеќе организации се вклучат со добри проекти. Сите услови за учество ги има на нашата веб адреса, тоа е mls.gov.mk. Покрај тоа што треба да се има добар проект, треба да се има и партнер од страната на Република Грција, и за таа цел како Министерство за локална самоуправа организираме заедно со нашите партнери 4 инфосредби, од кои што 2 ќе бидат на територијата на Република Македонија и 2 ќе бидат на територијата на Република Грција. Имаме за оваа прекугранична соработка 4 програмски приоритети. Тоа се вработувањето и мобилноста на работна сила. Понатаму, она што е многу важно за Битола и за околните општини кои што гравитираат околу Битола, тука пред се мислам на општината Новаци, тоа е културното наследство како дел за привлекување на нови туристи од овој дел на Република Македонија. Третата оскана соработка е патиштата, значи патната инфраструктура и подобро поврзување помеѓу општините, и на крај она што е многу важно за сите нас во 21 век, а тоа е животната средина и управувањето со климатските промени. Сакам само да истакнам дека почнуваме нов 5-годишен период со Република Грција. Преходниот период имаме искористеност на средствата некаде околу 85%. Тоа е солидна сума вака кога се слушне, но како заменик министер за локална самоуправа не сум задоволен од реализацијата на тие 85%, бидејќи сега имаме цел наредниот 5-годишен период да имаме реализација од некаде околу 95%, односно да дојдеме на нивото на реализација која што го имаме со прекуграничната соработка со Република Бугарија. Како заменик министер за локална самоуправа, ајде накратко да кажеме и за надлежностите и целите на министерството. Ние како Министерство за локална самоуправа ја координираме работата на општините, но ние сме основачи на центрите за развој и поддршка на планските региони. Значи тука трошиме голем дел нашата енергија и тука не се голем дел нашите надлежности. Понатаму, како локална самоуправа, како што кажав, координираме со ИПА-2 програмата за прекугранична соработка, соработуваме со многу невладини и владини странски агенции кои што се појавуваат како донатори во реализација на проекти од значење на општините. И она што е исто така сакам да го истакнам е тоа дека како Министерство за локална самоуправа имаме 2 фонда за помош на општините. Тоа го правиме преку ставката во нашиот буџет за развој на села и во ставката за поддршка на специфични развојни зони. Ги споменавме планските региони. Развојот е значаен, нели поделени се на 8. Каков е развојот во овие 8 региони? Дали можеме да кажеме дека сите 8 региони имаат рамномерен развој? Вака, значи, ние донесовме закон за рамномерен регионален развој со цел да ги намалиме диспаритетите помеѓу Скопскиот плански регион и сите останати. За сега работи се одвиваат во многу добра насока, секогаш се може и подобро. Имаме 8 плански региони,
во сите 8 плански региони имаме совети на градоначалници, каде што градоначалниците заедно одлучуваат што е приоритет во тој регион. Тие настапуваат не само кај нас, како Министерство за локална самоуправа, настапуваат и пред другите министерства за помош во поглед на транспорт, патишта, автопатишта, инвестициски зони, слободни економски зони, така натаму. Отворивме и бизнис центри во рамки на планските региони, каде што ти имаат сосема друга улога за помош на актуелните домашни и потенцијалните странски инвеститори, така да разликите помеѓу Скопскиот и другите региони се повеќе и повеќе се намалуваат. Тоа е процес кој што трае и јас надевам дека за краток временски период ќе имаме една структура каде што нема да имаме голема разлика од регион до регион. Како локална самоуправа се трудиме тој процес да го поддржуваме, секогаш ги зголемуваме средствата за поддршка на планските региони и сега ќе одиме во добар правец. Кога станува збор конкретно за овој, за Пелагонискиот регион, каков е развојот? Пелагонискиот регион, за него е карактеристично тоа што има најголем број на високообразовани кадри и карактеристично е тоа што во последно време имаме зголемување на бруто исплатената плата по работник и таа веќе достига некаде околу 30.000 денари, зборувам за бруто исплатена плата. Третото е во нагорна линија, но она што не загрижува е намалувањето на наталитетот во Пелагонискиот плански регион и наредниот период ќе се потрудиме да имаме еден поголем развој пред се на помалите општини кои што гравитираат помеѓу двете носички општини во овој регион, тоа се општините Битола и општината Прилеп. Како ја оценувате програмата која е донесена за развој на Пелагонискиот плански регион? Видете, сакам истакнам и тоа дека со новиот буџет владата на Република Македонија ја зголеми ставката за регионален развој за 5 пати во последните 2 години. Значи, пред 2 години имавме ние ставка за регионален развој во вредност од 1 милион евра, а денес со овој актуелниот буџет кој што веќе го трошиме за 2016 година, ставката за равноменен регионален развој е 300 милиони денари. Ќе имаме многу нови проекти кои што ќе бидат поддржани од страна како нас, како министерство, дел ќе бидат целосно поддржани, дел ќе бидат може ќе поделиме дали со регионот, дали со определена општина, но се надевам дека тука нема да станеме со овие 5 милиони евра, дека наредната година ќе имаме уште зголемен буџет. Кога сме веќе кај финансиите, сакам да истакнам дека најблиска власт до граѓаните е општината. Значи било кој јас и вие кога имаме проблем некој прво каде што одиме кај градоначалникот. Ние ја препознаваме потребата на секоја единица локалната самоуправа, на секоја општина дека треба да имаат и поголеми буџети, дека треба да стапиме што е можно повеќе не само ингеренции на терет на општините, туку треба да стапиме и повеќе финансиски средства, тоа и се прави континуирано. Еве само еден поток ќе дадам, а тоа е дека во 2006 година вкупниот приход на сите општини заедно во Република Македонија изнесувал 5,9 милиарди денари. Денес вкупниот приход на сите општини во Република Македонија заедно изнесува повеќе од 30 милиарди денари. Значи имаме зголемување за повеќе од 5 пати, значи просечно зголемување на општините, на буџетите на општините. Понатаму за 50% е зголемен данокот на додадена вредност, значи популарното ДДВ. Понатаму општините имаат зголемена наплата од неколку пати во таксите и даноци кои што се автономни во своето наплаќање, тоа се дополнителни средства за тие буџети. Имаме исто така изголемување на тоа што се носи на совети за наплатата на комунални такси. Голем дел од општините добиваат определен процент од различните министерства, пред се тука Министерство за економија, каде што има искупи на минерална суровина, на песок, на чакал. Така да имаме едно големо зголемување на основните буџети на општините од повеќе од 5 пати. Законот за регионален развој исто така подржан повеќе од 5 пати е зголемен, но тоа е процес кој што трае, кој што продолжува, бидејќи континуирано излегуваат нови проблеми кои што треба да се решаваат, за кои што треба финансиски средства и ќе искористам оваа прилика да кажам дека според сите европски извештаи и параметри, Република Македонија е држава со висок степен на децентрализираност. Ние продолжуваме во тој период и да ги поддржуваме општините и формално правно преку делегирање на надлежности, но и суштински преку оставање на што е можно повеќе средства во локалниот буџет.
Со оглед на тоа дека сите општини од овој регион имаат одредени средства и искористиле до сега некои од проектите кои се на располагање, дали сметате дека на некоја од општините кои се наоѓаат во овој регион е потребна можеби поголема поддршка во однос на останатите општини? Јас Пелагонискиот плански регион и начело со Центарот за поддршка на планскиот регион сакам да го пофалам затоа што тука има група на млади луѓе кои што прават одлични проекти, со нив имаме одлична соработка и многу често пати Центарот за поддршка ги координира и ги поттикнува градоначалниците да прават што е можно повеќе проекти, да аплицираат на што е можно фондови, не само преку локална самоуправа, туку и преку другите министерства, преку странски донатори. И она што е вака, секаде го кажуваме тоа дека јас еднаш присуствував на седница на Совет на градоначалници на Пелагонискиот регион, каде што двете носички општини Битола и Прилеп се согласија да најголем дел од средствата кои што ќе бидат доделени и преку локална самоуправа, преку другите донатори, да бидат доделени на помалите општини, бидејќи таму во тој момент проценека се многу потребни. Се работеше за канализација, за луѓе, за атмосферска фекална. Така што сметам дека имаат одлична соработка, сите општини полека, но сигурно излегуваат на површина. Тука имаме на пример општина Могила, недавно бев во посета на општина Могила, тие имаат еден добар проект кој што е вредност од 150.000 евра. Тоа е со Грција прекогранична соработка. Имаше преку нас, преку локална самоуправа, поддржавме неколку проекти кои што се реализираа во таа општина. Општина Новаци, како што истакнав, има до сега само од проекти земено повеќе од 800.000 евра, што навистина верувате дека на тие мали општини со по неколку илјади жители тие средства многу им значат. Се работи за пргави, за мобилни општини кои што иако имаат по 20-30 вработени, секогаш имаат посебен тим кој што ги следи тие проекти, ги следи тие објави, прави проекти и секогаш тие проекти земаат едно високо место од колачот кој што го доделуваат дали Европска унија или другите донатори. Споменавте за посетите на општина Новаци и општина Могила, имавте средби со градоначалниците, заклучоците горе-долу ги знаеме, меѓутоа кажете ми ваше лично видување како се стремат за кониднина за искористување на таквите средства? Да, значи ние од овој регион ги посетивме и општина Новац и општина Могила, сега сме и општина Кривогаштани, така да и во Крушево. Разговаравме за сите оние проекти кои што тие веќе ги имаат реализирано и што е она што би можеле да го реализираат. Ние им потенциравме важноста да кругот се прошири на апликации, значи доколку имате основно средно училиште во рамки на општината и тоа да има посебен проект, бидејќи општините може да направат 3 проекти како носители на тие 3 проекти. Мислам, они може ќе бидат на еден проект носители и на 2 партнер. Но тука се соправничество со невладините организации. Тие ми се така многу важни. Тие прават добри проекти, се едуцираат и сами. Ние, како што споменав, ќе организираме и 4 инфосредби, ќе бидат поканетите стопански комори, бизнес заедницата, невладиниот сектор и јас се надевам дека од она што го слушнав од градоначалниците, не можам сега да зборувам за конкретните проекти, бидејќи сепак треба прво да се аплицира, се работи од култура, туризам, животна средина, патна инфраструктура, има така еден сеопфатен преглед на своите општини и ќе се појават како не само како општини, туку како други организации на територијата на таа општина. Веќе повеќе пати споменавме дека повеќето општини имаат претходно искуство со прекогранична соработка, до сега одлично ги искористиле. Ќе продолжи ли истиот тренд или пак одиме на повисоко ниво и поголема искористеност на европските средства и размена на искуства? Да. Кажавме дека одиме на поголем процент, имавме 85% овој 5 годишен период со Република Грција, сега очекуваме да имаме 95% искористеност на средствата и не само од општините, туку и од сите непрофитни организации на територијата на Пелагонискиот регион. Го споменавме и развојот на туризмот. Некои од проектите беа токму во насока на развој на туризмот. Например, општина Новаци успешно го реализира проектот Жива историја, жива природа во соработка со општина од Република Грција. Се подобрува ли развојот на руралниот туризам овде во Пелагонискиот регион? Апсолутно, значи проектот Жива историја, жива природа не само што беше прифатен проектот за него и реализиран, туку имаше и дополнителни средства. Значи, луѓето го препознаа колку е тој проект значаен, не само за жителите на општина Новаци, туку зборувам за овој целовека регион и пред се за Република Македонија како држава да се ги провира собствените културни наследства, така да тој проект доби 2 пати по 250
50-60 евра во неговата реализација. И не е само тој проект, во општина Новац имаме повеќе манастири, имаме повеќе конаци, имаме работи кои што се од длабоко значење за културата на живење на македонскиот народ. И јас се надам дека со овие сега нови проекти ќе заштитиме и ќе ги промовираме уште поголем дел од тие убавини кои што ги има пред се Република Македонија. Тука сакам да истакнам дека како Министерство за локална самоуправа ние често пати имаме контакти со регионот Дома Нормандија од Франција. Токму моето следно прашање беше за проектите кои ги реализирате со... Да, значи од Дома Нормандија се многу заинтересирани за соработка со Република Македонија, не само на културолошко ниво, туку и на младински совети, на невоени организации. Значи вкупно 35 општини, различни организации, уметнички друштва учествуваат во таа меѓународна соработка. Јас бев во Каен минатата пролет, мислам дека беше, заедно со господјата Уер, која што е амбасадор на Република Франција во Република Македонија. И одеднаш што го видов таму е тоа дека тие ја продолжуваат соработката со Република Македонија со акцент ставен на Битолскиот регион, на Пелагонискиот. Тука се, знаеме сите, тука се гробиштата на загинатите француски војници од Првата светска војна и тие многу значат за Нормандија, бидејќи најголем дел од тие луѓе кои што ги имаат тука загубено животите се од Нормандија, тие имаат семејства, чии што семејства се интересираат за нивните прадедовци и дедовци, каде загинале, да биде тоа одбележано, да биде културно одбележано и Франција како држава да стави тука еден апостроф. Таму во Франција моментално имаме намалување на регионите и сега регионот Долна Нормандија ќе се спојува со регионот Горна Нормандија и ќе добиеме целосен регион Нормандија и тие ќе имаат и нови буџети, ќе имаат и нови соработки, бидејќи сепак Горна Нормандија си имала определени приоритети со други држави, Македонија имала со Долна Нормандија, но она што го добив како заклучок, како одговор од надлежните во Нормандија е тоа дека не само што ќе продолжи соработката со Република Македонија, туку и таа ќе се продлабочува. Бидејќи ретко имаме примери во Европа каде што еден многу развиен регион од европска држава има такви силни културолошки врски со држава која што не е членка на Европската унија, така да и тука ќе дадеме едно поголемо значење за развој на тие меѓусебни односи помеѓу Република Македонија и Нормандија. Нашите општини, споменавме, имаат аплицирано на повеќе проекти, меѓутоа колку се подготвени за сето тоа документацијски да го изработат и дали им е потребна поддршка? Да, значи, најчесто поставувано прашање кога се работи за некој ИПА проект ли ќе биде или проект со Европска комисија, со Швајцарска амбасада, со ГИСЕ, дали нашите општини имаат капацитет да направат добар проект. Јас само сакам да ви кажам неколку податоци, тоа е. Нашите општини работат проекти веќе 25 години. Значи ќе подсетам на програмата КАРЦ, која што преходеше на ИПА програмата. Таму можеби во тој период како да состојбите не знам, тогаш се учеле, претпоставувам, администрациите, но денеска ние имаме одлични проекти кои што произлегуваат не само од големите општини како што се Скопските, Битола, Прилеп, туку и од малите општини кои што се условно речено рурални општини со мал број навработени. Значи тие прават проекти кои што се многу по-целисходни и кои што имаат многу поголемо значење за населението кој што живее таму. Папиролошки тоа се народски кажано под конец и самите средства и самата искористеност го покажуваат тој факт. Во рамки на Центарот за развој на Пелагониските плански региони отворен е и бизнис центар. Предходно го споменавме, меѓутоа ајде малку по-конкретно, која е намената на ваквите центри? Бизнис центарот ние го отворивме овдека есента. Јас бев на отворање на бизнис центарот. И многу драго затоа што прво имавме на као пробно отворање во Вардарскиот плански регион, не беше класичен бизнис центар, но сакавме да видиме како ќе оди. За дел имавме поддршка и од УСАИД, а најголем дел како локална самоуправа ги отворивме сами. Што е целта? Целта е да се направи водич, тоа веќе го направи Пелагонискиот регион, каде што на територијата на сите 9 општини од овој регион ќе имаме ние сублимирани резултати. Колку има невработено население, со која образовна структура е тоа население,
каде е тоа население по општини сместено, колку имаме ние потенцијални гринфилд инвестиции, колку имаме потенцијални браунфилд инвестиции. Инаку, во интерес на гледачите, сакам да кажам дека гринфилд инвестиција, кога имате вие полјана, и таа полјана по некое време се прави фабрика, а браунфилд инвестиција кога имате некој погон кој што е останат од минатиот систем, полуруиниран или целосно руиниран, и кога доаѓа странски или домашен инвеститор и од тоа прави фабрика. Значи и тие ги има потоци. И така да имаме целосна слика на целиот регион, природни богатства, каде има на одјалишта на определени руди, доколку има некои такви региони, посебно во планинскиот дел. И секој инвеститор кој што ќе дојде, дали е домашен или странски, му се кажува, доколку вие сакате да отворите, не знам, фабрика за производство на определена услуга, сакаме да ви кажа дека најдобро вие дојдете во таа општина. Можеме некој сакал да отвори во Могила, ама таму му кажуваат во општина, пример, Новац има највеќе таа струка, највеќе вработени од таа струка, поевтино вие, бидејќи и транспортот вие, значи имаме целосна слика за секој инвеститор за да не да направи погрешна инвестиција, бидејќи често пати некој ќе отвори определена инвестиција на определено место и доколку се случи со недостаток на кадар, тогаш тој мора да го земе тој кадар од друга, од соседна општина, соседно село, се намалува, тогаш се зголемува вредноста на тој работник, кога што тој не дојде како плата, туку ја дојде како превоз, а секогаш знаеме дека тоа е секогаш на терет на оние кои што работат. Така да со тоа сакавме да им излеземе во пресред на сите инвеститори, кои што се и потенцијални и домашни во делот на Пелагонискиот регион. Понатаму, значи ние ќе имаме вработено и луѓе кои што, да речеме, имаме фирми кои што се мали, кои што имаат определено производство. И сега тој што е собственик на тој мал бизнис, а малите бизниси веќе државата секогаш горе, бидејќи Република Македонија никогаш нема повеќе да има капацитети по 5-6 вработени како што било во претходниот систем и мора да ги негуваме малите средни предпријатија. И на пример тој што е мал производител на определена услуга или на определена материјална дејност, тој треба да потроши пари за најмување на работник кој што ќе биде правник и гледа законските промени, па сметковител. Значи ние му овозможуваме да секоја промена на законите во Република Македонија од центарот се нотира, се известуваат на мејл сите оние кои што се пријавени во бизнис центарот и им олеснуваме сите можности, поволности, мерки на владата на Република Македонија, све што се променува, све што е добро, све што е потенцијален ризик за нив, ние им го испраќаме како готова информација. И затоа реков и на почетокот, центри за развој во планските региони се вистински погодок. Со оглед на тоа е дека веќе неколку месеци функционира бизнис центарот ете токму во овој регион, воопшто или во другите, во преостанатите 7 региони. Каква е заинтересираноста? Доаѓаат ли, се информираат или треба да се работи уште во насока на промоција на тие бизнис центри? Не, овдека е испромовиран. Јас кога бев на отворање на бизнис центарот, тоа беше века на широк сокак, сеќавам дека имаше многу фирми кои што беа заинтересирани, беше председателот на Стопанската бизнис комора кој што е во Битола, тие негови членови веќе ќе бидат и членови на бизнис центарот во рамки на Планскиот регион. Тие функционираат веќе одлично. Она што знам, ми информираат службите, тоа е дека веќе имале некои настани организирано пред недела 2, така да сум задоволен од работата на бизнис центрите. Имате одлична соработка и со Стопанската комора, токму на тој настан беа представници од Стопанската комора од овој регион. Кои се взаимните бенефити? Видете вака, значи, како заменик министер секогаш, значи сум често пати на терен помеѓу градоначалници, најчесто, и секогаш одаш се трудаме да пренесам определени искуства, каде што се вели дека општеството се развива почнувајќи од локално ниво, од локалната самоуправа. И за тоа да биде правилно развивање, да имаат бенефит сите граѓани на општината, ние мора да имаме една цврста синергија помеѓу локалните власти, значи општинското раководство, бизнис секторот и невладиниот сектор. Кога ние ќе имаме една синергија, една поврзаност на овие три значајни елементи, тогаш сите работи се решаваат многу побрзо, многу поефикасно и на право место. И се разбира, крајната корист имаат граѓаните кои што живеат во тие општини. Пред самиот крај на денешниот разговор, кои се целите кои ги имате зацртано за реализација за оваа година како Министерство за локална самоуправа? Целите се да ја
започне прекогранична соработка оваа година да распишеме со Република Албанија и со Косово. Од оваа година за прв пат ќе имаме прекогранична соработка и со Република Србија. До сега сме немале прекогранична соработка. Разговорите се веќе во финална фаза, во фаза на договарање и ќе има 2-3 региони од Република Македонија кои што ќе имаат соработка и дополнителни средства од таа со Република Србија. Значи овие три да ги завршиме, да имаме добра реализација, да имаме секаде над 90% реализација. Ќе се трудиме колку што можеме како министерство, бидејќи секогаш им стоиме на сите општини и невладини организации на располагање и како администрација во министерството и преку центрите за развој и поддршка на планските региони. Важно ни е да помогнеме што е можно повеќе со овој 5 пати зголемен буџет за равномерен регионален развој, да го поделиме каде што е најпотребно, да ги погодиме правите проекти. Веќе има информирана и комисија за тоа, заедно со Бирото за регионален развој. И важно ни е да се повеќе и повеќе ја зголемиме децентрализираноста на Република Македонија, значи тој процес да континуирано да го усовршуваме и на крајот да имаме задоволни и општини и пред се граѓани. Што покажуваат искуствата во однос на минатите години, се реализираат ли зацртаните цели? Да, се реализираат. Значи, обично ги погодуваме работите за проекти. Секогаш се трудиме да, например, еден градоначалник има многу приоритети. Значи, вие кога сте градоначалник треба да мислите прво на градот да биде осветлен, да нема дупки, тротоарите да бидат проводни за луѓето кога е зимно време, тоа треба да се изчисти снегот. Не знам, знаете дека школите, локалната самоуправа зема блок дотации за плати на кадарот, на професорскиот кадар, но одржувањето на школите е голема обврска према секој градоначалник и тоа зема голем дел од буџетот и често пати после поројни дождови има проблеми со кровови. Течат и градоначалници често пати забораваат да се пријават, да учествуваат на некој конкурс, затоа сме тука ние како министерство, преку центрите за поддршка и развој на планските региони, да ги потсетуваме и тие тимови да работат со цел да постигнеме што е можно повеќе резултати. А какво е нивото на соработка со општините и министерството? Ние имаме коректна соработка со сите општини, независно од кој дел на Република Македонија се наоѓаат. Остваруваме често пати средби. Секогаш сме повикани на седници на ЗЕЛС како заедница на единици на локални самоуправи. Заедно ги решаваме проблемите кои што се пред се од формално правен аспект. Имаше барања за определени промени на законски решенија, додавање на нови села во Република Македонија, имаше промени во програмата за регионален развој, тоа секогаш како министерство излеговме во пресред. Ги представуваме надвор од Република Македонија каде што можеме, бидејќи, видете, локална самоуправа не е само, обично се поистоветува тоа општините и локална самоуправа. Значи, секоја инвестиција на владата на Република Македонија, на секој министерство е во некоја локална самоуправа. Значи, секоја болница, пат, автопат, магистрален пат, не знам, железнички сообраќај, фабрика, тоа е секогаш во некоја општина. И иако ние како локална самоуправа не фигурираме никаде, секогаш се трудиме и преку законските модалитети и преку директна комуникација со локалната самоуправа да помогнеме што е можно повеќе. Соработката меѓу општините во Република Македонија? Да, тоа мене така еден посебен, ми зема посебно место во моите приоритети како заменик министер. Сметам дека веќе Европа функционира како држава на региони и Република Македонија мора тој тренд да го следи. Првите општини кои што направија меѓуопштинска соработка беа општините Василево, Босилово и Ново село. Тоа се во струмичкиот дел на Република Македонија, каде што тие си ги поделија инспекцијата, урбанизмот и даноците, да тие се наплакаат една општина ги наплака за трите, значи по сектори, но тоа чини многу помалку како по општина. Значи добиваат повеќе средства за развој и разобувување на општините. Од тој период наваму имаме континуирано соработка, значи не постои општина во Република Македонија која што нема направено една или повеќе меѓуопштински соработки. Например, имаме околемните предпријатија. Например, има општини тоа е повеќе изразено во западниот дел на Република Македонија, каде што се помалку развиени 2-3 општини, а ако има 3 јавни предпријатија, тоа е многу поголем трошок за граѓаните во форма на даноци, бидејќи секој не е на општината, терет на граѓаните, бидејќи
парите во општинскиот буџет се врз основа на даноци кои што ги плаќаат тие граѓани, а пред се па за јавните предпријатија, тие се директно се плаќаат на сметка и ги имаат поделено хигиената, водоснабдување, осветлување повеќе општини и тоа им злегува нив поевтино и им остануваат многу повеќе пари за реализација на такви проекти. И јас секогаш ги анимирам да што е можно повеќе аплицираат како повеќе општини за да добијат еден поголем проект кој што ќе биде означен след тие 2 или 3 или 4 општини кои што би аплицирале за истиот тој проект. По овој позитивен пример во нашата држава имаме ли најава или зачеток за некои други соработки помеѓу општините? Да, имаме некои континуирани меѓуопштински соработки на различни теми. Овие три ги спомнам, веќе се први. И сега не сакам сте да ги спомнувам, заборавам некога, например, имаме сега Пласница, ќе соработува со Македонски Брод, имаме Кичево, соработува со околните општини, така да имаме ние пригодична соработка, меѓуопштинска соработка во Република Македонија. Јас ќе ви се заблагодарам за вашиот разговор денеска. Ќе посакам реализација на целите кои ги имате зацртано и ќе посакам уште поголем развој на сите општини во нашата држава. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Јавни политики. Гостуваше заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџав. Следното издание е за една недела, во истото време на истото место. Телевизија Мега, 20 часот и 45 минути. Пријатно.